5-6 дена месечно гледање со едниот родител е премалку за да се оствари здрава врска. По разделбата на родителите, детето на вештачки начин станува сираче, сметаат представниците на граѓанската иницијатива која се залага за заедничко родителство по разводот. Да се воведе одредба за минимум за гарантирано време на родителство кој што не живее детето, од отприлика 120 дена годишно, 1/3. Бараме да се воведе секаде каде што е тоа можно, одредба за еднакво видување, односно принципот 50-50, како научно докажен принцип кој што е во интерес на децата. Во реализација на барањата за заедничко родителство ќе помогне и МПЦ. Како што велат тие, ќе настојуваат да не дојде до развод, но ако тоа се случи, детето не смее да биде жртва. Значи ние како црква сметаме дека присуството на двата родители е многу важно, без разлика дали се тие нели разделени, тоа многу ќе значи во воспитувањето и изградувањето на личноста на едно дете. Децата бараат совет на СОС линијата на Меѓаши, како да постапат за да не ја изгубат љубовта на некој од родителите. Но едниот родител кој е второстепен или со право на видување нема толку можност квалитетно и временски да посвети внимание на своето дете и многу често партнерите кога се мразат или не се почитуваат и сакаат, вршат влијание на детето и тоа е најстрашното. Родителите своите права ги бараат преку Народниот правобранител. Истражувањата кои години наназад ги спроведува канцеларијата на омбудсманот не покажуваат придвижување кон заедничко родителство по разводот. Центрите за социјална работа кои што имаат надлежноста да одлучат за правата и најдобриот интерес на детето, за жал се уште немаат ефикасни механизми како да го заштитат тоа право на детето, уште повеќе што не можат и сопствените решенија кои што ги носат да ги реализираат во пракса. Заменик народниот правобранител истакна дека пресудата на Европскиот суд во Страсбур за случај со семејство од земјава ќе ги поттикне надлежните за реформи во семејното законодавство.